Храбар господин. Него почесно место треба тука да го седнеме напред. Сакам да ви посакам, добре дојдовте на овој денешен настан, каде што го чествуваме март месецот на жената. Имаме една ваква мини турнеја низ државата, каде што сакаме да представиме нешто убаво и интересно во чест на жените и како нивна можност. Добре дојдовте на денешниот подкаст во живо, каде што ќе зборуваме кога убавината може да стане можност за секоја жена. Да се представам, јас сум Мирјана Стефановска и денеска на овој настан ќе бидам вашиот водител. Јас нема да зборувам многу за мене, туку ќе оставам повеќе простор за нашите две прекрасни дами кои ни се специјални гостинки во овој лайв подкаст. Целиот настан ќе трае максимално дока е 8 часот, во кој ќе зборуваме за она што сме денеска тука, а после тоа ќе имаме и мало кратко дружење, малку ќе се наградуваме и така натака. Значи, право ќе преминам на темата, број 1, значи првата тема, каде што ќе зборуваме за иднината на убавината, за сите оние трендови кои следат, а за тоа ќе ни зборува највеќе една дама која ја познавам повеќе години, која има навистина направено фантастична лична трансформација во поглед и на убавината и во здравјето на кожата и така натака. Таа ќе зборува повеќе за себе. Сакам да ја представам мојата денешна прва гостинка, доктор Виолета Кузмановска Михајловска. Здраво, Вило. Здраво, добро вечер на сите. Прво, за да знаат дамите со кого тука разговараме денеска, јас би сакала нешто да ни кажеш повеќе за себе. Ајде вака, добро вечер, јас сум Виолета, имам 55 години, по професија сум стоматолог, работам цел живот приватна стоматологија, а пред 14 години во потрага за еден избалансиран оброк за да помогна во семејството околу исхраната, се сретнав со Herbalife и направивме една семејна конзумација. Јас намалив килограми, намалија целото семејство дома, решивме проблеми. Но во контекст на вечерашнава тема, ја можам да кажам дека јас како една девојка која што имав проблеми со акни, која што од 13 години имав ситуација да практично не можев да излезам од дома без пудра, до 40 години, додека не почнав со Herbalife, имав сите можни третмани и сите можни препарати земено за регулирање на тој проблем. Затоа што мајка ми работеше во аптеки, можете замислите кога мајката работи во аптека, детето има проблем со акни, девојчето, тогаш немаше нешто што не е донесено дома и немаше нешто што не сум го пробала. Имав незин фонд чекови на времето, знаете, ние сме стари од социјализмот, имав секој месец чек да го потрошам за козметика и за козметичар. И имав прилично голем комплекс во врска со тоа, мада не ми сметаше во однос на успехот, затоа што секогаш имав идеја дека ја мора да успеам. Мислам, во животот мора да успеам, нема да ме спречи таа ситуација. Но знаете какви се тие комплекси кога постојано нешто имаш проблем и сакаш да го решиш. Станав мајка, родив 2 сина и реков кога ќе престанам со репродукција, со доење, ќе направам буквално што и да ми речат, ќе направам да го средам лицето. Затоа што знаете како стоматолог веќе имаш на 20 сантима си од пациентот и веќе не можеш кај да се криеш, веќе тоа е прилично голем проблем. И пред 14 години имаше и ласери, имаше и пилинзи, имаше и се, буквално ништо не ми направи резултат. Може би некоја мала ситна промена. И на 41 година почнав со Herbalife за да ослабам и се случи кај мене еден резултат кој што не го очекував, не почнав за тоа. Практично за еден месец мене лицето веќе не ми се воспали. Наредниот месец веќе почнаа да се регенерира кожата. И сосема случајно се приметив дека и покрај слабењето ми не ми се случува нешто и на кожата.
За да после тоа, едуцирајќи се околу исхраната, едуцирајќи се околу начинот на живот, едуцирајќи се околу детоксот што го направив, и со козметиката од Herbalife ја за 80% ги намалив акните и лузните од акне. Така да сега комотно можам да кажам дека мене проблемот со мојата кожа ми го среди Herbalife. Ништо како quick fixing, затоа што сега многу, можеби тоа наредно ќе биде. Да, тоа сакав да кажам. Доста сме сведоци дека стоматолозите се повеќе и повеќе влегуваат и во естетскиот дел на негата. Знаеме дека нели филери, на тоа све иде преку стоматолозите. Сигурно си го истражувала и тој дел од пазарот како напредување на твојата работа, нели примарна. Можеш ли да ми кажеш нешто повеќе околу баш токму тие трендови што се на бјути индустријата? Да. Значи, сега сме сите сведоци дека после ковидот живееме на друга планета. Дали сме свесни дека веќе сите луѓе бараат напредни процедури. Напредни процедури и од медицината, и од стоматологијата, и од естетската медицина. Кога одите на доктор, веќе сите сме повеќе едуцирани, посвесни во врска со исхрана и во врска со здрав и активен начин на живот. Ковидот колку беше една тешка траорна ситуација, толку беше и многу освестувачка за популацијата која што би сакала да слушне нешто повеќе. Значи имавме ситуација каде што сите сакале или не икеле се едуциравме околу животниот стил. Веќе нема човек кој што не знае дека треба да се пие доволно вода, нема човек кој што не знае дека треба да внесува суплементи и витамини за подобро здравје, нема човек кој што не знае дека треба да води сметка за здравјето на цревата, за здравјето на како да го подобри имунитетот. И веќе тоа мислам дека како во 80% ситуација е решен проблем. Сега се оди на напредна процедура. Сега ние бараме повеќе од медицината, повеќе од стоматологијата. Ја 30 години работам приватна стоматологија и моите пациенти веќе доаѓаат, сега бараат естетска стоматологија. Сега бараат венири, сега бараат белење, сега бараат естетика, сега бараат, па дури прашуваат, јас конкретно не работам тоа со кожа, но бараат и такви процедури затоа што знаат дека можат и така да ги решат своите евентуално недостатоци. И сега сите тие напредни процедури се достапни и веќе не е ни проблем ни дали можат луѓето да си ги приуштат. Секој што му е тоа приоритет ќе најде средства и ќе си го приушти тоа. Но што и да е како quick fixing, што и да е и како брза процедура која што би решила ситуација, како ботокс, како филер, ништо не може да го надокнади лошиот животен стил. Значи, ние можеме да имаме нешто на брзина да ставиме, можеме да пиеме најдобрите колагени, можеме да ги имаме најдобрите креми, можеме со кај најдобриот дерматолог да одиме да ставиме ботокс, ама ако немаме правилна исхрана, ако немаме доволна хидратација, ако немаме доволно витамини, ако немаме добар сон, се тоа паѓа во вода. Јас секогаш го споредувам тоа со стоматологија. Може да дојдете да ја направите најскапата процедура во стоматологијата, ама важно е што правите дома. Значи, ако не ги миете забите редовно, правилно и доволно долго, џабе и било која процедура се направи, така? Исто и со естетиката, исто и со кожата. Значи, многу е важно да имаме идеја што сакаме да постигнеме, да го најдеме околу тоа чарето, а плюс да имаме една скин рутина која што ќе биде наше секојдневие, а тоа што ние тука го правиме е плюс вредноста што ја даваме. Так. Трендовите се, нели, тие во моментов дека бјути индустријата постојано расте, дека постојано се повеќе, како што кажат, и се бараат било какви естетски подобрувања на она што веќе го имаме. Меѓутоа, сега се појавува еден феномен на пазарот, каде што се повеќе и повеќе се издвојува корејската козметика. Так. Што според тебе корејската козметика ја прави посебна? Вака, да. Јас сега ќе го поврзам прашањево со тоа, затоа што имаме баш промоција на корејска козметика, затоа што корејската козметика е козметика или технологија или начин, пристап кон
кон скинкерот кој што дава резултати. А Herbalife е компанија која што препознава што дава резултати и таа технологија и таа процедура ја превзема за да ни ја даде нас како алатка или како можност да им помогнеме на луѓето во таа процедура. Значи, корејската технологија е една филозофија на решавање на проблемите во суштина, решавање на проблемите однатре. А ние тоа го правиме затоа што буквално сме поврзани со еден тренд на нутрикозметика. Нутрикозметика значи како разубавувањето или усовршувањето. Козметика, самиот збор значи разубавување, го правиме преку исхрана. Дали сте виделе некој кој што се храни здраво, кој што е физички активен, па е уште поубав, така, одма зрачи од внатре. Па уште ако има убава скин рутина која што е на природна база, која што дава резултати и со која што е обучен како да ја користи. Јас секогаш ја поврзувам работата со тоа што јас себе сите да ве прашам понаособ, сите ќе ми кажете дека секогаш сте купиле некоја крема која што сте ја виделе на реклама, која што сте ја виделе ви ја препорачале во веледрогерија или во аптека, или на интернет, сега многу интересно гледаш и еднаш ќе кликнеш на крема и излагаат сите можни креми што се на пазарот и една ќе ја купиме. Ама не сме обучени околу неа и не знаеме зашто ја користиме. Нашата HL Skin колекција или корејската козметика која што Herbalife ја промовира од септември, значи на еден голем настан во Барселона е промовирана, до сега даде толку видливи резултати и е посебна затоа што има уште една покрај сите состојки што ќе сакам малце накратко да ви ги објаснам, уште една најважна состојка, а тоа е човечки фактор. А тоа е секој кој ќе земе скин колекција и секој кој што ќе дојде на нашиот скин парти, ќе добие плюс вредност во однос на едукацијата и во однос на тоа зашто било кој од тие производи е важно да се користи. Затоа разбирањето и тоа што ние го даваме како плюс вредност за козметикава што ја промовираме е тоа што дава вистински резултати. Значи, всушност, она што издвојува HL Skin од било што друго што е од корејска козметика или од било каква друга козметика на пазарот, е моментот што нашите клиенти, односно луѓето кои ќе се одлучат да ја користат, добиваат и можност да научат како правилно да го користат секој производ, пошто не е само земи го, намачка го на лицето и оди понатаму. Да, затоа што тоа ќе го споредам и со храна. Ако не разбереме, се знаеме чија семе или киноа треба било здраво, така? Сите овде сме купиле по еден таков производ. Еднаш сме го сготвили и толку, затоа што не го разбираме. Затоа што не знаеме што практично околу тоа треба да правиме. И знаеме дека нешто треба да промениме, ама немаме едукација и немаме разбирање зашто тоа треба да го направиме. И во однос со исхраната и во однос со скинкерот ние имаме едукација, ние имаме заедница и ние имаме информативни, едукативни настани кои што на луѓето кои што ќе почнат со нашите производи ќе им дадеме плюс вредност за да тоа го разберат. Тоа е клучот практично. И сега малце сакам да се свртам на оној момент, ти си цел живот во приватен сектор. Така. Цел живот си сам свој газда, никогаш не си работела за друг. Дали секогаш во твојата работа се одело по план како што си замислил? Добро, сега, интересно е прашањето, ама е многу очигледен и одговорот. Сите знаеме дека никогаш, и најчесто не иде се по планот, ама многу е добро кога имаме верба и кога знаеме дека тоа што сакаме да го постигнеме е некоја цел, каде што научуваме по патот дека сите ситуации што ни се случуваат се за наше добро, се што ни се случува е некоја наша лекција, за да кога ќе стигнеме на целта, практично и целта не е толку важна. Важно е какви луѓе сме станале на тој пат, преоѓајќи ги тие препреки, затоа што
луѓето бараат среќа или да се срекни или брзо да им се завршуваат работите, а во суштина целата поента е да бидеме продуктивни, целата поента е да бидеме постојано во идеја како да ги постигнеме тие цели. Не било секогаш едноставно, понекогаш ја можам да кажам, ако јас во детали ја кажувам мојата бизнис приказна, некој ќе рече ова е стварно од 45-та. Понекогаш, знаете, 45-та ние колку се мачевме, одевме вака и така. Вистина имало моменти кога така се почнувало и имало моменти кога имало вистина предизвици. Место да купам спална, кога се омажив, ја купив стоматолошка столица, значи спиев на тросет. Мислам, ако го кажувам, тоа ќе биде онака кај, знаете, ние пешачење одевме по снег во школа. Ама сето тоа беше така и за тоа е многу убаво. И за тоа е многу интересно. Убаво што ги спомна почетуците, со оглед на тоа дека претходно напомена дека скоро преку 30 години си дел од приватник, собственик, жена предприемач, во класичниот приватен бизнис, а преку 14 години си дел како собственик на бизнис во мултилевел маркетинг компанија. Познавајќи ги веќе совршено и двете можности, пошто долги години си тука, каква споредба нешто паралела помеѓу тие можеш ли да направиш? Да, има сличности, и многу разлики и така. Има и многу сличности, ама има и значајни разлики. Сличности затоа што ја и во едниот и во другиот случај сум предприемач. И во мултилевел маркетинг и како стоматолог сум предприемач, што значи предприемам, што значи превземам одговорност, што значи донесувам одлуки и решавам што ќе правам јас со себе и со својот бизнис и тоа од мене зависи. И во едниот и во другиот случај. Разликата е во тоа што од другиот случај е поврзан малку и со некоја комора, па со состојбата во општеството, па со некои такви ограничувачки, а можеби не толку ситуации. И работата е таму што тоа зависи од моите од мене, од моите две раце и евентуално уште две на некој соработник друг. И толку може да се прошири тоа. И толку можам јас да влијам на околината во која што е мојата ординација. Можам да влијам преку интернет со некоја едукација на некој друг. Но не можам јас со лиценцата што ја имам во Македонија да имам бизнис во било која друга држава во светот. Практично не можам да бидам стоматолог ни во Србија. Не можам да бидам стоматолог ни во Албанија, ни во Косово. Практично нигде на друго место не можам да ја обавувам мојата дејност. За разлика од тоа, со лиценцата што имам во Herbalife, јас со се тоа што го знам, можам да имам бизнис во 96 држави во светот. Ако овде со моите две раце и во еден саат имам продуктивност неколку, ваму со една моја лиценца и со работниците што ги имам во целиот свет, можам да си го мултиплицирам и времето и мојата вредност. Тоа е главната и основна разлика. Во однос со заработката, сите заработуваме колку што ни е мани статот. Ја тоа стално го викам така. Ние имаме еден термостат за пари и што и да работиме, до таму стигаме. Ме разбирате, како ќе се проектираме ние и колку ние го имаме тој мајндсет дигнато или направено, до таму ни оди. Што и да работам јас ќе стигнам до таа и таа сума, додека не си го сменам мајндсетот или не научам како да се ценам повеќе и како да продуцирам повеќе за да заработам повеќе. Так. Дополнително помеѓу паралелата може да кажеме дека на пример како стоматолог ти си инвестирала многу години школа, многу години усовршување, едукација и си морала прво да завршиш школа за да можеш да отвориш стоматолошка ординација. Додека во мултилевел маркетингот во Herbalife се што ти беше потребно беше да се разбудиш после 3 дена наспан и да бидеш задоволна од производите. Да, тоа е на почетокот, да, тоа е така, убаво ме потсетуваш и на таа паралела. Мада се во животот е квалификација.
Значи, за да завршиш и студии на стоматологија и за да завршиш треба да ги имаш сите петки, па да се запишеш таму, па да ги положиш сите испити и да дојдеш во ситуација каде што ќе одлучиш каде во тој правец и колку да инвестираш во својот професионален напредок. А во Herbalife почетокот е едноставен, значи во смисла на одлука и во смисла на преземање таква одговорност и се отпосле се гради, и се отпосле се учи, и се отпосле се надоградува. Али секако и после 30 години стоматологија и после 14 години Herbalife, Јас се уште сум на почеток, тек сега сум во ентузијазам. инвестираш во едукациите. Да, тек сега сум во ентузијазам, затоа што, како што преска ви кажав, почнува нова ера и во стоматологија, и во Herbalife. Ја не знам дали сте вие свесни, ама ја чувствувам повторно ентузијазам за трендот нови на женското процедури. предприемништво. Трендот на женското предприемништво, јас себе и жениве овде што ги гледам сигурно и што сум во комуникација со нив. Значи, 99% од сите девојчиња, девојки, жени, па и возрастни баби секогаш се разбудуваат од сабајле што да направам денеска, да бидам поздрава, да бидам поубава, да бидам порадосна, да бидам посрекна, за да можам да им помогнам и на моите деца, и на моите внуци, за да можам да бидам добра жена, добра сопатничка, добра мајка, добра баба, што можам ја за себе да направам за да бидам подобра. А единственото место каде што тоа е само во женските друштва, во женските заедници каде што жените се поддржуваат меѓу себе. Затоа што тоа е најважното, со кого си, таков си. И сега уште едно само блиц прашање, кажи ми кои се твои омилени производи од Hello Skin косметиката? Значи вака, јас како, некој што има пробано се и се што, јас стварно не можам да издвојам, се е убаво, ама јас гелот за чистење, тоа е спектакл, тоа го ставаш еднаш и одма гледаш дека си како одново измиен. И гелот за кремата за зацврстување на приделото околу очи и серумот со ниацинамид. И пак ќе кажам дека ја и пред да излезе Herbalife Skin имав купено серум со ниацинамид, ама не го разбрав и затоа не ми направи резултата. Сега го разбрав, точно знам што треба да правам и знам кога треба да правам и веднаш ги чувствувам и ги гледам резултати. Ти благодарам, Виле. Се надевам, Виле ни сподели одлични информации. Освестивте можеби нешто, видовте и околу предприемништво и за можностите кои ги нуди компанијата Herbalife за се она што може да преку убавина да се дојде до еден многу поубав животен стил. Следната тема која ќе ја начнеме со мојата следна соговорничка, а тоа е како од трендовите кои се моментални, во овој случај зборуваме за трендовите за убавина, можеме да дојдеме до собствен бизнес. Моја следна соговорничка е една дама која исто ја познавам од повеќе од 10 години, значи јас знам од како беше девојче, сега девојка. Знам како се развиваше и како го развиваше својот бизнес преку следејќи ги трендовите. Таа ќе си каже нешто повеќе околу себе, а јас само ќе побарам од вас да поздравиме со голем аплауз Марија Калушева, нашиот амбасадор. Благодарам на сите и благодарам. Добро вечер и од мене. Пред се да ве прашам како беше доктор Вики. Може еден аплауз за неја, за неја. Ние жените се поддржуваме пред се и имам едно прашање кое што после ќе ви го поставам вас, но еве да се представам јас која сум накратко, дипломиран економист по професија, сама мајка на 8-годишно девојче, која што не беше никогаш задоволна од тоа како изгледаше животот на нејзините родители, затоа што потекнувам од едно семејство, класично работничко семејство, кое што до 4 на работа, доаѓаат дома, легнуваат да спијат до одмора, затоа што нема сила за да го продолжат денот. А понатака, можеби, или немале идеја што понатака да направат, или можеби едноставно немале можност која што
ние сега во денешно време или пред 10 години сме ја имале, но кога студирав на економски факултет, при крај некаде бев толку исплашена дека кога ќе завршам факултет ќе треба да влезам во тој класичен стил на работа каде што на вистина ќе треба да живеам еден досаден живот, а јас претходно сум игрорка, со години играм и знаете како е, како викаат тие што идат на игрорна, се го изнашетаа светот. И наеднаш ќе требаше да пораснам и да не го шетам светот, да треба да барам 20 дена во текот на годината одмор, некој да ми дозволи да одам на одмор, за да прошетам дали до Грција или некаде тука низ Македонијава. И едноставно премногу амбициозна бев за да прифатам дека би требала да влезам во еден класичен стил на работа. Во тоа време во мојата фамилија влезе компанијата Herbalife за да моите родители направат резултат и наеднаш енергијата кај нас дома се смени. Замислете, не спија попладне, почнаа да патуваат и да шетаат. Јас бев пред се за Herbalife многу голем скептик. Тоа што исто беше интересно, се некако имав размислења за компанијата, иако нема факти, никогаш не сум слушнала или да отидам на некој настан за да ми кажат. Кога некој ќе кажеше хемија или физика, јас имав 4 за тоа што добра бев со другите предмети, па ми прогледуваа низ прсти, значи не бев никако квалифицирана за да знам нешто за да можам да го кажам, но мајка ми е медицинар, мојата тетка е исто медицинар. Еве ќе ја погледнам вака, иначе ние сме тетка и внука, ако не приметивте и не знаевте. И едноставно они направија резултат. И повеќе од тоа како факти, немаше потреба некој друг да ми кажува нешто, кога видов дека имаат одлична енергија, одлично им се смени расположението и ме викнаа на еден поголем настан. Таму можеби нив толку не им верував за тоа што ми се блиски, но кога видов таму што се случува, кога ги добив информациите кои што мене ми треба, одлучив дека овде можам да направам нешто многу голямо. Во тоа време бев 24 годишна девојка која што немаше пари за да отвори бизнес, за да го нема тој класичен стил на живот, но мултилевел маркетингот тоа ми го дозволи. И еве веќе повеќе од 1 деценија професионално работам и соработувам со компанијата Herbalife. Не влегов во компанијата за тоа што требаше да слабеам, туку едноставно ми требаше повеќе енергија за тоа што како игроорка, како човек кој што тренира, не знаев да се хранам здраво и правилно и овде ме научија како тоа да го направам, направив одличен резултат, средив Хашимото, кој што е една од многу честите автоимуни болести на нашето поднебје овде. Јас веќе повеќе од 1 деценија не користам терапија, не ми ветуваа дека ќе остана мајка, затоа што имав полицистични јајници, сега имам 8 годишна керка, како што кажав. За време на бременост и за време на доање ги користев производите, керка ми од 6-месечно бебе ги користи производите, така да едноставно некако ни се смени или ни се ресетира животниот стил или го прекинав, можам да кажам благодарение на мајка ми и тетка ми се прекина генетскиот код и се смени во нешто подобро. Така да кратко е тоа за мене. На почетоците ти кога почнуваше здравието и здравиот и активен начин на живот беше тренд. Тогаш луѓето почнуваа се повеќе и повеќе да спортуваат, нешто да истражуваат околу што е тоа правилна исхрана и нешто слично, за да денеска веќе после толку години здравиот активен начин на живот не е више тренд, него е животен стил. И сите сме сведоци дека се поише и повеќе има и теретани, се поише луѓе трчаат и вежбаат и превземаат некакви мерки со социјалните медиуми. Многу работи ни се многу подостапни за да можеме да внимаваме како да се храниме и така натака. Што би можела да кажеш околу сегашниот тренд на убавина? Да. Одлично го постави прашањево, пред се ќе се вратам малце предходно, кога се случуваат трендови, првен да разграничиме што е тренд и што е мода. Мода е нешто кое што е моментално, модерно и супер, но тоа следната година веќе нема да биде модерно или ќе биде нешто друго. А тренд е нешто кое што во тој момент е и модерно, но има
предиспозиции да расте, да се усовршува и во исто време да стане, како што каже, животен стил. Зашто? Затоа што претходно сите сакале да бидат поздрави, ама тогаш почнале да се интересираат во врска со тоа, почнале да вежбаат, почнале да нешто прават во врска со здравието, дури имаше порано, можете и вие нели да се сетите, дека едва еден рафт во продавници со здрава храна. Се друго било нездраво. Се друго било нездраво. Кога ќе се вратиме назачки малце, а сега во продавници имаме по цел департмент за здрава исхрана. Дури се отвараат и цели продавници само за здрава исхрана и правилна исхрана. Истото се случува и во еден период, исто тренд беше спортскиот момент, каде што луѓето почнуваат да тренираат, да вежбаат, да не вежбаат затоа што треба да ослабат, туку да вежбаат затоа што им треба за да бидат здрави. И дека последното нешто треба да биде слабење. И сега доаѓа еден момент, еден тренд на убавина, затоа што се повеќе и повеќе луѓето сакаат споро да стареат. Да не да биде тоа против старење, туку едноставно здраво и споро да стареат. И тоа е нормално и нашите деца тоа го прават. Можете да се согласите и со мене дека дури девојчиња на 25-6 години, може и порано, веќе сакаат и прават естетски ситуации, кои што порано, јас сум била 24 години, не ми ни текнувало на такво нешто. А они веќе ги имаат и ми е влезено тоа во глава, и они се повеќе и повеќе ќе се трудат за поспоро да стареат, а веќе ние кои што сме во една поодмината фаза во нашиот живот, исто сакаме да изгледаме убаво и да старееме поспоро. Тоа е така, еве чисто како податок ќе ви кажеме, кога јас бев на една велнес анализа пред 12 години, кога ме ставија на една посебна вага за да ми кажат колку мускули и масти имам, моето тело тогаш работеше на 38 години, а јас бев 24. Сега во денешно време имам 38 години, а моето тело работи на 21 година. Со родено дете, со животни ситуации што не се случуваат, но не дека немало стресови. И се повеќе и повеќе ние имаме стресови, иако живееме во една од најубавите ери, можам да кажам, без војни, без гладови, сите имаме покрив над глава, сите имаме дури една по две коли, можеме се дозволиме и патување и се, а сепак повторно има стресови, но тие стресови сега знам како да ги нивелирам или како моето тело да ги поддржи, уствари да ги одбие, затоа што моето тело е доволно спремно со хранливи состојки и со добра рутина, како во исхрана, така и во рутина со козметика квалитетна, за да го има тоа поспоро старење. Ни кажа дека генерално твоја одлука за да го прифатиш тој начин на исхрана пред 12 години беше тоа што го вида кај твоите родители, нивната промена, енергијата и така натака, па започна и ти и со производите да се храниш, да се подобриш енергијата. Така, меѓутоа, кој беше клучниот момент каде што ја донесе твојата одлука дека можеби овој бизнес модел преку промоција и изборување на твоето задоволство за производите може да биде клучната. Кој беше моментот на донесување на твојата одлука? И која беше таа бизнес опција на компанијата која тебе највеќе те привлече? Да, на почетокот таа опција беше кога видов поголема слика на еден голем настан. Предходно во моето окружување беа, значи јас тогаш 24 годишна девојка и бев најмлада во тимот и едноставно имав искусни ментори околу мене, но мислев дека тоа е нивниот животен стил, како они работат и не се гледав и јас не се проектирав во тоа сегашно време како јас би можела и дали би можела тоа да го работам. И затоа се многу клучни тие настани каде што одиме за да видиме една поголема слика. И таму се случи да јас отидам со мајка ми, но во таа сала имаше некаде околу 50-тина
млади деца на моја возраст, кои што изгледа феноменално. Заработува, јас бев тогаш без 5 пари во джеб, а они заработува во тоа време над 1000 евра. Сите изгледаа убаво, сите изгледаа среќно, сите изгледаа успешно и тоа беше тоа што мене ме купи, дека овој бизнис дури тогаш како млада девојка можам да го работам и е многу едноставен, затоа што треба да ги користам производите, како и да е препорачуваме нешто во нас, за нас, дали филм, дали добар ресторан, дали еве некоја добра козметика или што и да е. Ние жените стално нешто препорачуваме од што сме задоволни. Зашто да не бидам платена за тоа? Ако веќе препорачувам, ако нешто користам, ако нешто јадам, ако ја сум све задоволна, би можела да бидам платена и да имам еден поквалитетен начин на живот. Да ме наградат со патувања, да ме наградат со гала вечери, да ме наградат со коктели и слично. Ти благодарам. И сега претходно наспомена дека си самохрана мајка или сама мајка, и вработена си во класичен систем на работа. Која е паралелата која можеш да повлечеш и да направиш помеѓу класичниот систем на работа, односно да си вработена некаде, и работата во да имаш свој бизнес во мултилевел маркет? Да. Што се случи? Малце ќе се вратам понапред за време ковид. Следната одлука што ми се случи, нели зашто би продолжила понатака со бизнисот, беше дека во време ковид сите сакаа здравје и ние почнавме одлично да работиме. Компанијата уште подобро почна да работи, беше една од најдобрите компании заедно со фармацевската индустрија, која што луѓето сакаа да бидат здрави пред се. И тогаш се случи еден квантен скок во нашиот бизнис. Почнав да работам full time Herbalife. Бев мајка, и се уште сум мајка, каде што цело време со мене можев да ја носам керками. И тогаш одлучив дека дефинитивно професионално ќе го работам ова. И во тој период од некои 4-5 години така добро го посложив системот за да функционира, да некогаш дури можам да си ослободам време за себе и да можам, можеби на некој момент, да се посветам на нешто друго. И пред 3 години се случи да Каталија почне у школо, прво го оделение и дека мора да оди во училиште и од 8 до 4 мене ми се ослободи време. И одлучив дека ќе најдам некоја, да не бидам домакинка дома и дека бизнисот веќе се функционира сам, мојата работа сега моментално е од 2-3 сати дневно, да го се почувствував дека нели можам повеќе да го искористам на друга страна, току да едноставно да можам да бидам во еден класичен стил на работа и да видам како е таму. Да видам што се случува таму и можам да направам паралела. Морам да кажам, еден мој колега има дојдено на едни вакви настани каде што има кажано единствено место каде што жените каде што сум видел дека жените се поддржуваат за успех, се жените во Herbalife и се радуваат на туѓиот успех. Значи, прва паралела која е во класичен стил на работа, ако имате среќа, тогаш сте во добро окружување и вашите колешки се одлични, но најчесто, не најчесто, скоро никогаш, некој не го пренесува знаењето кој што го има, затоа што нели се плашат дека ќе им го земете работното место. Друго нешто кое што исто така е разлика, што да, треба да се побараат оние 20 дена слободни од работа, па дали ќе ни го дадат, дали можам еве денеска да излезам порано за да дојдам во Тетово или не. И сето тоа се лимити кои што нас не ги ставиле за да бидеме можеби и да не бараме многу од животот. И само можам да направам споредба и тоа, да како викаат, ние кога ќе влеземе во некое окружување, сме светлото. Дури сме им чудни некогаш во тој класичен стил на работа. Вика, добро бре Марија, како можеш цело време да си насмејана кога видиш што се случува овде? И како ти можеш да си толку позитивна, затоа што викам, јас имам една друга околина која што мене навистина ја гледам визијата што све може да се случува и дека мене не ми е досаден животот и дека јас
патувам за разлика од некои други. Така да тоа е една паралела и уште една паралела, што сите тие луѓе таму, што веве ги познавам, што сакаат класичен стил на работа, размислуваат многу повеќе за пензија, каде што во 40 години ќе работат за да добијат 40% од тоа што ќе го користат после пензија, без можност да се зголеми. Тоа е дали ќе биде некогаш доволно за потребите што ги имаат пензионерите и во денешно време. А ние тука работиме на моментот да градиме бизнис кој што е наследен 3 поколенија и кој што ако мојата дете во еден момент јас одлучам или ме снема од оваа земјина топка, може да го наследи мојот бизнис од таму каде што сум работала јас и до таму каде што сум ги направила приходите и да го продолжи и да растат, или да рече не сакам да работам и тоа ќе биде нејзината загарантиран приход кој што не може да се продаде. Ако ние работиме во некој или купиме недвижности, таа недвижност може да се продаде, може би да се инвестира, може би да не се инвестира, зависи како е, но ова е загарантирано дека дури и да нема нешто послем тоа, ова ќе остане сигурно. Она што сакав исто да те прашам во врска со класичниот систем на работа, дали работиш според твоето формално образование? Моментално да. Значи, после 15 години, јас имам дипломирано 2024 година, како доаѓа после 12 години, прв пат се вработувам според моето формално образование. Да. Значи, сакам само малце да направам едно резиме околу споредбите, нели, доктор Виле е приватен собственик во класичниот систем, нели, на работење, Марија вработена како вработена во класичниот систем и двете се дополнително предприемачи во мултилевел маркетинг. Во класичниот систем за работа не секогаш работиме согласно формалното образование за она што сме инвестирале години и години, односно многу е тешко да најдеме работа според школото што сме го завршиле. Па и затоа не сум работела, изгледа. Нели, проблеми со боледувања. Јас наме се сеќавам период кога ти мораш да бидеш многу отсутна од работа, па и отказ доби после тоа. Така. Дека имало дото колку си приватњак мораш да имаш стручност во областа во која го отвараш бизнисот, мора да инвестираш многу финанси за да го започнеш, ни кажа дека жртвувала, не си купила спална како млада невеста, него купила стоматолошка столица, а додека во мултилевел маркетинг сите знаеме дека во оваа компанија имаме почнато со многу мала инвестиција, скоро никаква, така речи никаква, дека се што сме граделе било по наш избор дали сакаме да инвестираме или не и дека се уствари било показател но на колку сме сакале да работиме. И во едната и во другата работа, кај тебе ограничувачки времето, ти си една особа, толку можеш да сработиш, кај тебе можеш да сработиш и за 10, платата е толкава, така. А во мултилевел маркетинг, всушност, колку работиме, тоа е пропорционално. Колку работиме, колку повеќе промовираме, толку и поголеми се заработките. Дали, Марија, или и во класичен систем на работа, и во приватниот бизнис што го работиш како промотер на здравје и убавина, секогаш се одело по план? Или си имала и разочарување никога? Знаете како, јас сам можам да кажам и да го споредам тоа со факултет. Кога ќе кажат, пишувам факултет и сега треба, сите очекуваме дека ќе се вработиме на тоа место и целта ни е да го завршиме факултетот и да бидеме професионалци во тоа што е. И на факултет се паѓаат испити, на факултет треба да се научи нешто. Факултетот е живот во мало и тоа не учи на трпение. Имаме 4 години, 6 години, зависи кој факултета. Некогаш се пишуваат квадрати, некогаш не се завршува факултетот. Истото е и со животот. Значи, не секогаш, како викаат, не секогаш шеса по дома излегува и на пазар. И тоа е сосем окей да е така, но тука што научив дека не треба да менуваме целта ако не иде нешто според планот. Туку треба да го смениме
планот можеби за да стигнеме до целта. И тоа и многу треба да се има трпение, да се има едукација, да веруваме, како што кажа и Виле, во тоа што сакаме да го постигнеме и да имаме навистина голема верба, дури ако другите луѓе не веруваат во нас. Доколку некој од дамите тука сега веќе преразмислуваат како би можела да ни се приклучи во промоција на здравје и убавина, што ти би им посоветувала како би ја донеле финалната одлука за да превземат ваква бизнес можност? Што би ги посоветувала? Прво и основно да веруваат во себе, да верувате во себе дека се можете, пред се како жени, како лидери, затоа што независно кој да е вашата преокупација моментално, вие сте веќе лидери. Лидери на домот, лидери на околината, покажувате со пример, веќе имате првата квалификација за да направите нешто повеќе. Пред се имаме квалификацијата како жени што сме се родиле, за да имаме голема моќ да направиме нешто повеќе. Пред се за нас, а потоа и за околината околу нас. И тоа е најбитното нешто. Да тука сме да се охрабриме, одлуката ќе дојде многу лесно, само ако ние сакаме да имаме промена. Уствари, вие сакате да имате ваша лична промена. Ти благодарам, Марија. Јас сакам само сега да напоменам нешто, дека компанијата Herbalife Мене нема да прашаш со кој ми се омилени производи. Да, леле, извини. Се извинувам. А ја па се спремав. Спремаше. Значи, Марија, кои се твоите омилени производи? Сега ќе ги набројам. Морам да признам дека без Thermogenics растителниот напиток не го почнувам денот, го пијам во текот на целиот ден, затоа што јас иначе имам низок притисок и ова е одлично за луѓе кои што имаат висок притисок да го средат и тие што имаат низок притисок да го регулираат, и навистина е фантастичен затоа што ми дава одличен фокус, ми дава толку многу енергија, ми заменува кафе, ми прави термогенеза, ме одржува во супер форма за да бидам вака како што е, дури ми намалува и целулит, и навистина сум задоволна, но исто така и спортскиот шейк или rebuild strength, затоа што тој ми дава пред се благ, многу е вкусен, со вкусна чоколадо, ми дава многу поголема сила на мускулите, веќе почнувам и да вежбам малку повеќе, затоа што по некоја статистика сега тоа се збори дека жените после 30-та година мора да вежбаат со нивната тежина за да може да им се одржува телото во нормала и да имаат постаро старење. И од Heil Skin линијата јас морам да го издвојам серумот. Имам сува кожа и серумот ми прави така добра хидратација и добро подхранување од внатре, што е фантастично. Ти благодарам. Ќе се надоврзам на незиното кажување со сува кожа, дека серумот е дело и така натака. Herbalife не би биле Herbalife ако не би ги покриле сите области како луѓето би можеле точно да знаат што би правеле. Така да одскоро излезена е апликација iSkin, каде што можете буквално од удобноста на сопствениот дом или од некој место кај што сте седнати со ваша пријателка, да само преку линк да се логирате, да си направите скенирање на кожата на вашето лице, ви вади 13 параметри во делови, дали е масна кожата, сува, хидрирана, нехидрирана, ситни бршки околу очи, околу уста, тамо, вамо, значи буквално 13 параметри и можете да си го следите прогресот. Понатака ќе кажем уште нешто околу апликацијата, меѓутоа достапна е за секого и она што до сега што го слушнавте од моите прекрасни гостинки, ви благодарам за сите информации што ги споделивте, што бевте толку одлични соговорници. Сакам само да им принесам на дамите дека секој од вас тука има опција, од тука кога ќе завршиме со целиот настан, секако ништо да не ви интересира, сосема тоа во ред, право на секого.
Меѓутоа има опција дека некој од вас може сака да стане исто бренд амбасадор на оваа прекрасна козметика, за која се уште не е доволно покриена во делот на промоција, односно се уште сме релативно малку луѓе кои ја промовираме и не можеме да покриеме голем дел од пазарот, така да секој од вас може да биде бренд амбасадор доколку сака да го промовира ова што се нуди како алатка. Она што треба да се направи за да се стане бренд амбасадор е веднаш да се регистрираме во компанијата, за компанијата да не препознае како бренд амбасадор, да го нарачате вашиот прв сет од Health Skin козметиката како би можеле да го промовирате, пошто кажавме дека секогаш одиме на проба и тоа е она што го даваме како квалитет и за разлика од останатите брендови што се на пазарот. И нормално да ги следите сите обуки и совети на вашиот ментор кој секако го добивате со самото одлучување да бидете бренд амбасадор. Значи не потпишувате да промовирате некаков бренд и да сте оставени сами на себе да правите и да се чудите што да правите, меѓутоа добивате ментор кој може да ви помогне сето тоа да го совладате поскоро за да можете да ги остварувате се вашите зацртани цели за работки. Или пак, можеби се уште не сте подготвени да се нафатите на можноста и на предизвикот да бидете бренд амбасадор, ама можете да ни се приклучите во нешто што е ново, нешто што е ексклузивно, кое сега се формира како група за почеток, а тоа е Health Skin Challenge-от, односно со купување на еден единствен производ, било кој производ од козметиката, да влезете во тој предизвик во кој ќе видиме каков прогрес ќе добиете на вашата кожа од првото скенирање па после до второто после 21 ден. Секако кај нас сите предизвици се зачинети со многу интереси на награди и при тоа можете исто тој предизвик да го препорачате на вашата околина, на вашите пријатели и за тоа исто така да добиете подарок. Јас само би сакала дали нешто околу козметиката или околу бизнес можноста можеби би сакале да поставите како прашање на моите гостинки и соговорнички денеска. Козметиката дали е поделена према тип на кожа или секако тип на кожа? Да, ова е козметика која што ние секогаш сакаме да ја кажеме дека ние немаме македонски термин за исхрана од надвор. Значи, ова е козметика во која што нема парабени и сулфати и нема ограничување за типот на кожа. Практично ова е храна за кожата. И покрива сите аспекти од чистење, од лавинско чистење, од хидрирање, од измазнување на брчки, за намалување на ситни бори, за зацврстување на кожата. Значи, сите аспекти од грижата на кожа се покриени и нема ограничување за млада ни за старост, ни за младост, ни за сува, ни за мрсна. Буквално е за сите. Да. Супер, ти благодарам на прашањето. Некој друг? Добро. Тоа е во прашање, да, наскоро ја чекаме од козметиката Health Skin, ја чекаме кремата со заштитен фактор 30, но имаме ние една друга козметика која што се уште имаме, се вика Skin, исто е без парабени, сулфати и е со 30 заштитен фактор. Многу е добро да се каже дека корејската козметика буквално тоа го дава како посебна поента за одржување на спорото старење, значи за неизложување на увезраци. И затоа ние сме среќни во Македонија што ги имаме сега првичниот сет на производи, очекуваме ноќна хранителна крема и очекуваме крема со заштитен фактор. Супер прашање. Но исто така е многу добро ова Мими што го кажа за скенирање AI скенот. Значи да, имаме тука Скин скен. Каде што според моменталната состојба и параметрите што ги одредуваме со скенирањето, самата програма ги препорачува производите што се потребни за вас и за вашите евентуални неправилности каде што има простор да се подобрат параметрите. Така да можеби негде и нема да го покаже тоа, можеби негде ќе покаже нешто сосема друго, ние мислиме дека ни треба нас, не знам,
одреден производ. Така да ви на сите ви препорачувам срдечно да си направите еден скин со помакили. И јас имам едно прашање, ако може. Дали ќе може конкретно да ни кажеш со сите за состојките кои што се во ХЛ скинот, накратко, да? Накратко. Да, чисто за што се, например, ниацинамид, за што е? Да. Супер, ти благодарам и ви благодарам на двете за можноста, затоа што јас и сама се тренирам да биде накратко, затоа што уживам да зборувам за ова. Ја го кажав накратко, стварно, посветно било. Не, ја го кажав. Затоа што едукацијата или еве чисто информативно ќе ви кажам зашто е важно да знаеме секое што е. Значи нашата кожа е најголемиот орган. Кожата на лицето е најмалце заштитениот дел од орган. Сите надворешни влијанија се прво на лицето, тука најмалку сме заштитени. И затоа ни требаат оние 3 до, зависи кај кого, 4 опции, 4 фази на грижа за кожата. Тоа е чистење, имаме длабинско чистење, па потоа имаме хидрирање, на крај имаме заштита и исхрана. Што правиме ние со оваа ХЛ скин козметика? Еве чисто да имате една представа, ако нашата кожа се клетки кои што имаат некоја форма како цигли, да ги речеме, и имаме измеѓу циглите во нашите клетки имаме малтер кој што од време на време пука. И има нешто што ја прави кожата побрзо да старе, па да направи пигменти, па да направи одредени неправилности. И затоа тие делови помеѓу клетките се викаат церамиди и тие се тие малтерот што ни треба да работиме околу него. Значи, на ниво на клетката на кожата треба да внесеме доволно витамини, добра храна, добра детоксикација и така натак, а церамидите околу треба да ги поправаме. Не знам дали знаете зашто се користи хиалурон. Дали некој знае што е хиалуронот и што прави хиалуронот? Да, хиалуронот е во непца, во гингиви, во кожа, во ногти, во коски, во сегде се става, ама чисто да знаете, хиалуронската киселина е сунгерот кој што е задржува водата. Тоа го имаме во гелот за чистење, каде што има плюс глицерин, каде што има плюс сите витамини и каде што со едно чистење, како чистење, обично како течен сапун го користиме саба или навечер, одлично ја вади шминката и одлично го вади оној вишок себум што ни се наложува на кожата. Понатака го имаме серумот од ниацинамид, ако хиалуронот е сунгерот што ја хидрира, значи малтерот не е хидриран, ова е мајсторот што ги поправа испукнатините или оние неправилности меѓу церамидите. Тоа е ниацинамидот. И буквално ја дава онаа мазност, ги мазнува, ги освежува и ги пополнува ситните линии и брчки. Понатака ги имаме кремата за околу очи. Тоа е најосетливиот дел, затоа што има најмалку лојни жлезди тука и најбрзо пука тој дел од кожата. И затоа имаме нешто во кое што има сите